Викендот во Струмица беше одбележана неделата на јогата, во чии рамки се одбележува и Светскиот ден на јогата 21 јуни. По тој повод беа поканети и гости од Индија и Италија. Придобивките од јогата се големи и не познава возрастни граници, вели Илија Даов, председател на Сдруженијето Сурија, кој воедно беше и организатор на настанот. За прв пат имаме покането гости од Индија, тоа е доктор Викрант Джи, председател на светската јогиска организација United Consciousness или Обединета свест. Потоа господинот Амадио Бјанки од Италија, председател на Европската јога федерација, и тие ни укажаа чест да бидат дел од ова наша прослава. Исто така, подршка на моите гости им дава и Индиската амбасада од Софија. Не постои возрастна граница во јогата, се работи од пренатал до инвалидска количка. Сите може да работат, за разлика од еден обичен спорт, како што е, да кажеме, одбојка, кошарка, било кој спорт се со ограничена возраст. Во јогата нема. Но придобивките се многу значајни. Имам повеќе пати емисии на вашите медиуми, во кои се прикажани придобивките како намален крвен притисок, зголемена еластичност, зголемена енергија на телото, се исправуваат одредени деформитети, особено на децата во развој, како што е кифоза, сколиоза и така натаму, и многу други придобивки, така да после секој час вие сте насмејани, можеби не на лицето, ама од внатре многу, и имате многу енергија. Дао вели дека интересот за јога во Струмица е се поголем, но само за возрастните, бидејќи децата треба да ги насочат родителите. Тој најави дека од следниот месец ќе работи повеќе со деца од школска возраст. Зошто? Нема кој да ги насочи. Тие немаат шанса да избират, затоа што тие се сепак деца, треба некој да ги насочи. Oggi è un bellissimo giorno per la Moldavia. Денес е еден многу важен ден за светот. Ние веќе еден месец го прославуваме Светскиот ден на јогата. Јогата значи многу нешта. Јогата е пред се здравје и радост да се живее. Денес за нас е ден посветен на радоста да се живее, на здравјето и на јогата. Јогата пред се создава еден мир во душата на секој практикант и затоа јогата е душа на мирот. Ова е прв пат да дојдам во Македонија, но за мене ова представува една вистинска радост. Namaste from this beautiful country of Macedonia. Намасте од оваа прекрасна држава Македонија. Многу ми е драго што Илија и неговата организација успеа да организираат ваков настан и да можеме да ја пренесеме пораката на Васуда Хефка Тумбака, што значи една земја, една фамилија, една иднина. Председателството во G12 или G20 е на Индија оваа година и оваа година мотото е една земја, една фамилија, една иднина. Па моето доаѓање овде во Македонија е да го промовирам единството на секаде во светот. Влюбениците во јогата уживаа во медитација со музика и различни техники за здраво тело и здрав дух.
Slava
Clackskanie i molenie
Jedna planeta, jedna familija, jedna idnina.